Во рамките на Европските денови на културното наследство 2015 во етно куќата во Кочани е отворена изложба на фотографии наградени на меѓународниот конкурс за фотографија од културното наследство. Изложбата е реализирана во соработка со Археолошкиот музеј на Македонија и на неа се поставени 30 на фотографии од 16 различни земји, учесници на конкурсот. Меѓу нив се и двете наградени фотографии од Македонија, од кој едната е на ученикот од втора година од Техничкото училиште од Кочани, Теодор Ајтовски. Денес е отварањето на изложбата на наградени фотографии за 2014 година на конкурсот кој што беше распишан од страна на Музеј на Македонија во состав на манифестацијата Европски денови на културно наследство и на неа се представени фотографии од 16 различни земји, меѓу кои и две фотографии од Македонија. Меѓутоа една од фотографиите е од ученик кој што потекнува од Кочани, а темата беше рурално културно наследство. На фотографијата е представен еден од браќата од триото Стојанови, Ристо Стојанов, кој што е облечен во оригинална машка носија од осоговијето, односно од Ново село од каде што и потекнува тој, и на тој начин и само преку фотографијата, меѓутоа и по неговото творештво кое го оставил за идните поколенија, снимените касети со извор на народна музика, се покажува негувањето на руралното културно наследство во нашиот регион. Европските денови на културното наследство со повеќе содржини во Кочани се одбележуваат од 2005 година и имаат забележителни резултати. Манифестацијата Европски денови на културно наследство се одбележува секоја последна недела во месец септември и во Македонија се практикува од 1996 година, Кочани се приклучува некаде од 2005 година па наваму, континуирано со одредена своја манифестација, со отворање на вратите за посетители за изложбите, за посетување на археолошки наоѓалишта и други културни настани. Инаку, самата манифестација започнува 1991 година на иницијатива на Советот на Европа и со поддршка на Европската Унија, а главната цел е за да може повеќе да се популаризира и да се обидат луѓето да го заштитуваат заедничкото европско културно наследство. Изложбата финансиски е поддржана од Министерството за култура и ќе биде отворена во наредните 10 дена како дел од содржините во програмата на меѓународната манифестација Денови на кочанскиот турист, која се одржува во Кочани.